Јас сум овде во својство на модератор, но воедно ќе искористам 6 до 7 минути колку што ми беше оставено и за едно воведно излагање за приказ на некои податоци кои сме ги работели, кои се надевам ќе бидат инспиративни и за говорниците на овој панел, но се разбира и за дискусија од страна на публиката. Ќе почнам како и колешката Маја Бојаджиева пред малку со основното прашање на оваа конференција: има ли шанси отвореното општество? Таа ја врза за иднината, јас ќе ја врзам за предусловот на отвореното општество и би го преформулирала ова прашање од моја призма како: има ли кај граѓаните таква политичка култура и такви политички вредности за да отвореното општество добие своја шанса. Оваа фондација, чија годишница ја славиме денеска, има вложено навистина многу време во изминативе 20 години и средства, се разбира, за поддршка на повеќе проекти кои беа врзани за политичката култура и за политичките вредности, а во последните години и за идентитетите во рамки на таа политичка култура. Сум имала задоволство и среќа да бидам дел од сите тие тимови кои изминатите години ги поддржувала фондацијата, проекти на тема политичката култура кои датираат уште од 99-та година. Последниот е направен пред само 5-6 месеци заврши, го водиме како 2017-та, така ќе излезе во табелата, навистина е најнов. Бидејќи се работи за комплексни проекти, јас сосема накусо избрав неколку индикатори кои мислам дека се доста илустративни во врска со темата за која говориме. Еден од нив е активизмот на граѓаните, еден мал индикатор, една мала илустрација на активизмот, а останатите се врзани со присуството на авторитарната свест кај граѓаните во Македонија. Друг дел од истражувањето, колегата Горан Јанев ќе има можност да го прикаже, а другиот дел од податоците и во другите сесии се распоредени, така да имате можност да чуете нешто повеќе за ова. Сега одиме на... Ајде да се снајдеме. Без маус се извинувам, ќе трае секунда повеќе. Слайд шоу. Добро. Сега би требало... Не ми се помера овде нешто. Не. Ама не. Добро. Морам на следниот слайд да одам, да. Еден од индикаторите... Ама, не, окей. Дали ова доволно големо? Дали може да се чита? Не се чита. Јас го имам и пред мене, така да можам. Значи, еден од индикаторите кои ги меревме беше во врска со тоа како граѓаните го изразуваат својот став тогаш кога се незадоволни од некоја одлука на владата, од некој закон, било кога чувствуваат потреба да го изразат своето незадоволство. Погледнете ја табелата, ова прашање беше и во 2010-та поставувано и во 2017-та поставувано. Како што гледате на екранот, најголемиот број граѓани, близу половина од популацијата, не го изразуваат воопшто своето незадоволство. Дел од нив, по 30% од прилике, бидејќи сметаат дека тоа е загубена битка, или пак, што не е мал број, по 16% не го изразуваат незадоволството, бидејќи се плашат од последици. Сите други опции се со помали проценти. Има една бројка од 23% кои поддржале штрајк. Не знам дали е ова најлошиот податок во врска со активизмот или е полош податокот ако погледнете компаративната табела, што 2010 до 2017 структурата на овие одговори е речиси идентична. 1 до 2% се разликува. Не зборуваме за било кои 2 години, зборуваме за годините од 2010-11 кога се смета за дното на политичката култура, на демократската свест, и 2017 година. Но состојбата е таа. Следниот слайд. Во врска со тоа, не само како индикатор на
авторитарноста, но интересно е во ваков контекст, кога граѓаните се прилично пасивни и повлечени во себе, каде го гледаат авторитетот, во себе не го гледаат и во собствениот активизам очигледно е, каде го гледаат својот авторитет. Ова прашање го имаме поставувано повеќе години. Ова е слайд кој го покажува од последното истражување, потоа ќе ви покажам како изгледало за изминативе 10 години. Погледнете, Господ Аллах, 41%. Само 27% не веруваат во авторитети, останатите се дистрибуирани председател на држава, премиер и другите по 1 до 2%. Но погледнете табелата, дали можам да свртам на следниот слайд, бидејќи се ситни букви, не сум сигурна дали може да се видат. Еве, од 99 година сме го следеле овој индикатор. Промените се постојат само во однос на два одговори, на тоа кому му требаат авторитети, односно на луѓето кои не веруваат во авторитети, и во однос на авторитетот Господ Аллах. 99 година 28%, најмал процент на луѓе. Па го нема. Ама еве фали еден слайд. Тогаш фали еден слайд. Не, фали еден слайд. Да. Не, во текстот го имам, во мојот принт, а во слайдот го немам. Ништо, некоја виша сила не сака да види каков е трендот за изминатите 10 години, јас ке ви го кажам. Значи, најголем авторитет Господ Аллах, 99 година, 28%, тој е најнискиот процент што сме го добиле. И 2010, и 2011, 2017 година и по 42-41% се движи тука. Некои мои колеги ова би го толкувале дека 99 година уште не биле свежи некои остатоци од односот кон верата од минатиот систем. Лично сметам дека не е тоа причината. 99 година луѓето имаа повеќе ентузијазам, повеќе доверба во собствениот активизам, во можноста да се направи нешто, одошто во потребата да бараат авторитети на друго место. И другите индикатори што сме ги следеле го потврдуваат тоа. Но, еве повторно, овдека имате за речиси 15 години промена нема. Зошто е тоа така? Можете да погледнете еден од одговорите и следново. Преголемата демократија е штетна. Половина од граѓаните од 99 година до денес веруваат дека тоа е така. Затоа им треба авторитет и се она што следи понатаму. И овој процент не се менува. Доста стабилен. Нормално, ако е преголемата демократија штетна, најважно е државата да ја води еден авторитетен човек. Еве, 99 година, 83%. Овој податок, 99 година, на известен начин има врска со председателствувањето на првиот председател на Македонија Киро Глигоров, кој имаше речиси еднаков процент на поддршка меѓу граѓаните и кај одреден број на испитаници имаше известна идентификација и персонализација со него. На тамошните години гледате како опаѓа 68, 64, 66, но во секој случај не паѓа под 2/3 кај граѓаните, што е поразен процент. Следното, послушноста е најважна вредност. Се разбира, ако имаме авторитет, ако треба еден човек да не води, ако е демократијата штетна, нормално е дека послушноста е најзначајна вредност. Еве ги компаративните табели. 63, 52, 57, никако да падне под 41. Факт е дека во нашиот образовен систем таа вредност се уште се афирмира. Како вредност, ако направите анализа на содржина, присутна е насекаде, но сепак не ги одразува до крај аргументите за една ваква причина. Се разбира, кога зборуваме за послушноста, субмисивноста, потребата за казнување, исто еден индикатор од авторитарноста што ние редовно го следиме. Погледнете, редот може да се воведе исклучиво со казни.
огромен процент на луѓе, 59% потврдно се произнеле. По неколку проценти разлика се појавува компаративно за изминативе неколку години. Се разбира и во однос на криминалот, единствено максимално строго казнување е начин да се намали криминалот. Значи, од сите податоци, од кои за жал јас не можам да ви ги прикажам сите, тоа е комплекс од околу 100 прашања, скали за мерење вредности и се, ги избрав овие неколку, бидејќи сметам дека можат да ја насочат дискусијата во однос на тоа каков профил на просечен граѓанин ние имаме и колку него го има. Иако во одредени периоди имало позитивни отстапувања, главниот тренд е, може да се забележи како резиме од целото истражување, известно вртење во круг. Николците на позитивни вредности кои се појавуваат сега во однос на граѓаните и нивната политичка култура, сме ги имале пред 20 на години, исчезнале попат, повторно се враќаат, не ни дава многу основа за голем оптимизам во однос на прашањето кој го поставив на почетокот, има ли ресурс, има ли основа во политичката култура на граѓаните во Македонија, за да отвореното општество има своја шанса. Може би јас сум помалку оптимистична од останатите панелисти, ќе видиме. Нема повеќе да го користам моето време. Ќе му дадам збор на мојот колега Горан Јанев, кој друг сегмент од истото истражување ќе... Само се извинувам, заборавив на почетокот, си ги ограничуваме нашите дискусии на 10 минути. Прашањата кои следуваат треба да бидат многу кратки, 1 минута до 2, нашите одговори не повеќе од 5 минути, за да можеме да имаме некаква интеракција. Благодарам. Добар ден на сите, благодарам на поканата и се приклучувам на честитките за одбележувањето на 25 години на постоење на фондацијата. И благодарам пред се за панелот на во кој што јас земам дел. Јас, додека чекаме да се појави презентацијата, јас ќе се обидам да видам што е можно покус и поконкретен. Има доста интересни податоци кои што да се презентираат. Нема време за некаква си теоретска образложување, но само во една реченица. Македонија од независноста наваму засилено се движеше, да се надеваме дека веќе не е на истата патека, се движеше кон воспоставување на етнократски режим, не демократија, туку етнократија, каде што граѓаните како политички субјекти не се индивидуи, не се граѓани, не се представници на демосот, туку се вкалапени како политички субјекти, како етнички субјекти. И оттаму го имаме и јасното диференцирање на нашата политичка сцена на етнички партии и нивното влијание погубно по развојот на демократијата во Република Македонија. Изминатите 11 години имавме голема несреќа да тој етнократски режим се обиде да се етаблира во целата своја силина. Нема да навлегувам повеќе околу тоа која е опасноста што постоеше. Чистењето ќе биде долго и мачно од таа состојба и сега би прешло веднаш на презентацијата. Значи, едно од работите кои што ги меревме беа символичките ставови и идентитската интервенција во јавниот простор која што беше направена со проектот Скопје 2014. Ова што може да го видите е прашањето што се ефектите, последиците од проектот Скопје 2014. Етнички го подели градот, смета дека една третина смета дека од испитаниците смета дека проектот Скопје 2014 го искривува националниот идентитет и историјата на Македонија. Значи не го прикажува веродостојно. 27% смета дека етнички го подели градот и дури 56% од испитаниците го препознаваат негативното влијание. Сепак, треба се напоменат и разликите во перцепцијата кои се значителни. Одговорот дека овој проект го истакнал националниот идентитет и историјата на Македонија ги изделе 24% од испитаниците, значи 1/4. Сега, негативно или позитивно, кај се наоѓаат разликите кога ќе погледнеме во примерокот. Првата разлика се воопчува при возрастната поделба на испитаниците, каде што најмладите се најкритички расположени во однос на етничката поделба што овој проект ќе носи со себе.
Кај возрастната група од 18 до 25, 34% од испитаниците и кај возрастната група од 26 до 30 години, 37% со најголема фреквенција одговараат дека предизвикала етничка поделба на градот. Изборот пак дека овој одговор за овој одговор опаѓа како што расте староста до само 19% од испитаниците кои се над 65 годишна возраст. Значи, потоа голема водствена разлика се ја појавува при разгледањето на етничката припадност. За само 12% од македонците, наспроти 64% кај албанците, се гледа на овој проект како предизвикувач на етничка поделба. Ќе скратам сега малку од тука. Очигледно е партиската идеолошката определба, кога ги гледавме после платоците разложени в крстени. Да не ве оптеретувам со тоа, јасно ви е како би изгледала таа поделба и на што се базираат. Значи, политичката припадност е еден од детерминантите за прифаќање позитивно или негативно на проектот Скопје 2014. Сега, кога ги прашавме за мотивите кои се однесуваат за изградбата на Скопје 2014, за повеќе од половина од испитаниците се работи за лукративно инспириран, а не идентитетски потикнат проект. Значи, граѓаните успеале да уклучат својот критички ум и успеале да воочат за што се работи. И тоа е, како што гледате, во голема мерка ги предничи сите други категории, што ги поставивме како опции за избор. Најсомно, значи, мотивацијата дека бил да се демонстрира моќ према Грција, да се демонстрира моќ била кај 11% од испитаниците, а 5% смета дури дека е директно иритирање на Грција, значи рефлексија на односите помеѓу Македонија и Грција. Кога ќе ги погледнеме сличностите разликите во гледањата за судбината на проектот Скопје 2014, бидејќи ги прашавме испитаниците што треба се прави сега со Скопје 2014, ова е интересно, за тука имаме некои представници од Совет на Центар, Совет на град Скопје, како препорака може да се го понесат. Го добиваме следното. Што да се прави со Скопје 2014, ги погледнете ги самите податоци, мислам наводите. 1/3 од испитаниците се определиле за задржување на сегашниот изглед со сите објекти од проектот Скопје 2014. Другите 2/3 во поголема или помала мерка сметаат дека целосно или делови од него треба да бидат отстранети. Иако мнозинството сметаат дека во делови или целосно треба да се отстрани проектот Скопје 2014, сепак мора да се повтори не така слабата поддршка која што тој ја ужива. За целосно отстранување се определиле 16% од испитаниците, за делумно отстранување 23%, а за отстранување на само мал дел се определиле 24%. Сега етничките разлики ни покажуваат поголеми разидувања. За целосно отстранување се изјасниле 9,80% од македонските испитаници, наспроти 33 скоро проценти од албанските. Да се отстранат во поголем дел 17% од македонците, дури 42% од албанските испитаници. Ништо да не се отстранува, одговориле 47% од македонските, наспроти само 8,50% од албанските испитаници. Значи, повторно тука упаѓаат идеолошките, етничките и партиските убедувања на граѓаните. Кај проектот Плоштад Скендербек, во однос на неговото отстранување или останување, тој минува малку подобро, бидејќи кој ќе погледнеме етнички како е структурата на испитаниците и како тие одговарале, ќе видиме дека онаа силна група од албански испитаници кои што сакаат да го отстранат Скопје 2014, за овој проект се малку по-флексибилни во своите ставови. Ништо да не се отстранува, мислат 32% од македонските испитаници, а дури 68% од албанските испитаници сметаат дека ништо од Скендербек Плоштадот не треба да се отстранува. Да поминеме на оние општи прашања кои што ги поставуваме со низа години наназад во тимот на ИСПИ, дали, значи, овој материализиран символички идентитетски простор се покажа како силно идентитетско градиво и сега во следниве неколку прашања што ќе ги обработиме се разгледани идентитетските преплетувања со директно поврзани символички ритуални аспекти, наспроти малку поабстрактните ставови за поврзаност со нивниот однос кон земјата. Гледате овдека како највеќе од испитаниците 53 се определени за граѓански идентитет, но се чини дека според првичното разгледување на одговорот на прашањето за тоа како се опишуваат себе си, но граѓански, но модифициран се чини.
Или повеќе станува збор за подсакува модел на граѓанство, па на оние кои го делат етничкото име на својата група која кореспондира со државното, македонците, полесно им да се представат како надетнички, иако токму тоа се криева нивниот избор на одговор. Зошто го велам ова? Затоа што ќе видите на следните прашања, каде што се на оној комплекс на да кажеме сфера на ритуално и перформативно доживување на својот идентитет, кои се најважни празници за граѓаните. Гледате пред се предничат верските празници, и кај македонците и кај албанците. За македонците 37% е најважен Великден, Божик за 20% и други верски празници. Кај само 9% е најзначен Илинден, за 3,80% денот на независноста, 2% го сметаат 1 мај за најважен и така натаму. За албанците 63% го избрале Бајрам како најзначен, 18% 28 ноември и 8% некој друг верски празник. Значи и кај едните и кај другите превладуваат верските празници кои се различни, а различни се и политички историските празници кои се значени за нив. Немањето заеднички државен празник, покрај религиозната поделба, во голема мерка ја отежнува интегративната улога која овие државни ритуали би требало да ја остваруваат. Историските наративи надополнуваат оваа символичко ритуална компонента и ја закружуваат идентитетската насоченост на граѓаните како при нашата анализа. Според најголем број на македонските граѓани, 15% се определиле за Гоце Делчев како најзначена историска личност. Потоа Јосип Брз Тито со 13%, па Скендербег со 12%. И Александар Македонски се определиле 8%. Споредбено со претходните истражувања правени од овој истражувачки тим, највоочливо е општото опаѓање на значењето на овие крупни историски личности, со исклучок на Скендербег, кој ужива с голема популарност и тоа од 9% во 2010-2011 до ова што го гледате на табелата. За Александар во 2010 се изјасниле 9%, во 2011 13%, така да неговата популарност нешто благо опаѓа. Јосип Броз Тито во 2010-2011 освоиле 14%, малку слаби и неговата популарност, а Гоце Делчев во 2010 го избрале 27%, во 2011 19% и сегашните 15% се чини дека тој губи на значење. Значи, ова највише се за да свати на што се случува, најдобро се гледа кога ќе погледнеме старосната структура на категориите на респонденти. Така да за најмладите група од 18 до 25 години само 5,10% го избрале Александар. Кај најстарите, најпопуларен е Јосип Броз Тито со 26%. По етничка поделеност, испитаниците македонци го избрале Гоце Делчев со 27%, Јосип Броз Тито со 16%, Александар со 11%. Кај албанците, с голема непопуларност на Скендербег се огледува со тоа што тој бил првичен избор за 36% од испитаниците во 2010, а сега е скоро 50%. Да го прошириме ова сега малце на конкретна личност на Александар Македонски, дали нешто им значи или не им значи. За 39% од испитаниците тој е само една од историските личности. На 15% им е најважен, бидејќи од него потекнува неговиот народ, а на 37% не им значи ништо. Ме замоли да зборам поспоро, заради преводот се предпоставувам. Не, готово, при крај сме. Последното прашање за идентитетската определба на граѓаните, за нивните перцепции и себе перцепции, се однесува на историското потекло на испитаниците за кои тие би се определиле. Сега ова е уште едно прашање кое ја мери идентитетската определба на граѓаните, а кое настојува да го излачи нивниот однос кон националните митови на континуитет, односно до неодамна актуелната антиквизација. Покрај е 50% од граѓани кои се изјасниле дека се граѓани на Македонија, за граѓани на светот се сметаат 9%, а како европејци се гледаат 5%. 19% се изјасниле дека се илири, а 5% дека се антички македонци. Етничката слика на примерокот ни го покажува следното. Дури 79% од албанците се сметаат за илири. Наспроти нив само 7,7% од македонците се сметаат за антички македонци. Значи,
да погледнеме повторно по возрастните категории и со тоа ќе завршам. Погледот на возрастните категории покажува дека само 2-30% од групата од 18 до 25 и само 5% од групата возрастна од 26 до 30 години се сметаат за антички македонци. И тие се најизразито расположени се видат како граѓани на светот. 14 најмладите, 12% кај малку повозрастните од кај нив. Кај албанските испитаници има спротивен тренд. Илирскиот идентитет е најсилен кај најмладите три возрастни категории до 40 годишна возраст. Сега тука веројатно влијание има образовниот процес, воочливо и така исто така дека одговорите за најважната историска личност, каде популярноста на Скинебрег расте, таа особено расте кај младите испитаници од албанската етничка група. И да завршам, сега се надам дека сум во рамките на времето. Сега малце брзав заради да ви покажам сите овие интересни податоци. Само еден кус коментар. Очигледно живееме во многу поделено и разделено општество, во однос на она што е интимно чувство за себе препознавање идентитетско. Ни престои многу работа за да дојдеме до она флоскула, слоганот на СДСМ едно општество. Сепак остава простор некаква, како да кажеме, проникливост кај граѓаните да ги видат, да погледнат над она што им се пласира од политичките центри на моќ и имат некаков извесен критички став, особено помладите генерации, и тоа е веројатно како и за секоја работа, за секоја општествена појава, кога сакате да спроведете општествени промени, мора да се работи со најмладите групи, додека не биде касно. Промените кои што се случуваат во општествата, во социологијата, ние мислам, она што јавноста, да кажеме, генералната публика го смета за веднаш итна промена, се сменил режимот, се сменила партијата на власт, па сега ќе дојде до промената, не се баш такви. Социологијата, антропологијата, сите општествени науки не учат дека општествените промени се многу поспори, многу поспоро се случуваат. Затоа штетноста од тие долги 11 години, мислам дека ќе трае, мислам ќе ја влечеме уште долго со нас. Не се само тие 11 години, ние до овој некаков си, ја би рекол само дискурзивна најава за определба за едно општество, пошто се уште не гледам во пракса вистински, суштински, интегративни процеси. Ние уште долго време, значи, ќе се бавиме со овие поделби и ќе имаме мака да изградиме граѓанско општество во кое што идентификација на граѓаните ќе биде лична, индивидуална, во кое што религиозните, етничките и партиските, ако сакате, препознавања ќе станат секундарни и за примерно ќе не водат нашата идентификација како политички субјекти кои што се припадници на етнички групи, како припадници на колективи, а не како на индивидуи кои што ќе се борат за некакво си демократско општество. Јас со тоа би завршил, па повише би продискутирале во текот на сесијата прашање. Благодарам. Благодарам. Господја Борка Павичевиќ, повелете. Така сме се договорили. Kažem da mi je strašno drago što sam ovde i hvala vam na pozivu da budem na ovoj konferenciji i da vam čestitam 25 godina Fonda za otvoreno društvo, u stvari da čestitam svima nama koji smo preživeli ovih 25 godina. Jer otvoreno društvo ili postoji kao otvoreno društvo ili ga zapravo nema. Vrlo često se identifikujemo sa civilima, odnosno sa civilnim organizacijama, što naravno ne znači uvek da su to nevladine organizacije. Pa bih ja krenuo od jedne definicije. Šta je civilno društvo danas? Civilno društvo smo mi koji se provlačimo nekako da nas ne samelju partije, organizacije, paradržava, poštari, milicioneri, naplaćivači poreza, službenici svih redom, graničari koji nas kontrolišu. Dakle, mi smo civili, jedna grupa ljudi, odnosno grupa pojedinaca koji ne pripadamo, nemamo paramilitarne organizacije, nemamo vojne organizacije, nemamo koruptivne organizacije, nismo mafija
Dakle, mi smo nešto što je zapravo izvan društva, a zapravo smo mi društvo samo. Kada ja pogledam ovaj zid koji bih mogla da napravim u Beogradu, dođem do jednog zaključka. Ono što je proizvedeno, pa jeste proizvedeno, jer proizvodnja je jedna od najdramatičnijih stvari u svim našim zemljama, zato što smo mi uglavnom predmet trgovine i molova, a proizvodnja, naročito umetnička proizvodnja i kulturna proizvodnja je nešto što je garant ekonomije, ako to neko može uopšte da shvati, onda vidi koliki je to posao. Mogu da vam kažem da je isto i slično tako u Beogradu, to jest u Srbiji. Ono što je uradio Fond za otvoreno društvo, da ga nije bilo, ne bi postojalo K od kulture u okolnostima u kojima ja živim. I to je fundamentalno važno da se zna. Ali zašto to kažem? Zbog toga što ima 25 godina ove organizacije. Pa vi meni recite koje organizacije i koje institucije u ovim našim državama su preživele 25 godina. Dakle, fond, kao i neke od naših organizacija, su organizacije jednog kontinuiteta. I to treba imati na umu, to jest ono što bi vam istoričari rekli u Srbiji je katastrofa u ovom smislu. Institucije ne nadživljavaju svoje tvorce. I to je pitanje ovoga što Vlada i ja imamo kao temu, a to je pitanje identiteta. Istovremeno su naši nacionalistički identiteti pojeli svoje vlastite kulture. I nema većeg suicida od takve identitetske nacionalističkog tumačenja, što smo upravo čuli delimično iz ove ankete. Drugo što je iz ove ankete strašno zanimljivo, to je podobnost, pristojnost, podobnost, pripadnost, nerazlikovanje. Sve što danas treba je nešto obrnuto od toga. Vlada Milčin je ovde koji sedimo i ja, mi smo pripadnici 68. godine. Mi smo zajednička jedna naša crta je u stvari pobuna i demonstracije na Beogradskom univerzitetu 68. godine. Dakle, to je bilo pre 50 godina. Ono što je tu zajedničko, to je smisao za otpor, odnosno za nepristojnost. Nema ništa strašnije za demokratiju u današnjim okolnostima nego poziv na pristojnost, u kome je u stvari kupljena ta pristojnost po cenu opšteg umrtvljenja. To je ono što rade televizije, to je ono što rade medije, dovedu dželata i žrtvu koje moraju da budu pristojni prema drugima. Prema mnogim stvarima mi možemo da budemo pristojni, ali prema fašizmu ne možemo. Ono što je za mene sada zanimljivo i strašno uzbudljivo i upozoravajuće, to je jedan evropski trenutak u koji ja ne mogu da vam kažem da tražim analogije, jer ništa u istoriji nije analogno, ali to je opasna faza rasta desnice u kojoj nam je više nego ikad potrebno otvoreno društvo. Zato što je to podsjeća u Srbiji je jednoj ženi u Vršcu koja je novinar i član Demokratske stranke rečeno: ti imaš dete, ali mi imamo gepek. Dakle, preti se otmicom deteta u jednoj takozvanoj demokratskoj državi. Moram da vam priznam da je mene ta scena, izvinite, ja sam malo i kolumnista pa ovako, mene je to podsjetilo na film Sofijin slučaj. Kada nacistički oficir pita Meryl Streep koje dete ćeš ti da izabereš da preživi, a koje ćemo zapaliti. Hoću da vam kažem, vidim u ovom uvodu odličnom od Vlade Mirčina u ovoj monografiji koju nisam stigla da pročitam, da se citira zapravo Camus u smislu šta je osnovna vrednost evropska? Pa to je pobunjeni čovek, što bi rekao Camus. I ono što je sada bitno u svemu tome
je podsticanje kritičkog mišljenja, kulture i pobune građana, kao što smo videli, protiv ovoga što sada preti. Autokratija, naše prijateljice u Poljskoj ne mogu da abortiraju, što znači da su žene svedene na robove, jer ako žena nema pravo na abortus, ona je rob. U Mađarskoj se uzvikuje bolje je Orban nego Turban, raste jedan populizam od kome naravno duma iz Amerike sve u leđa i te su stvari jako upozoravajuće. Dakle, pitanje otvorenog društva je pitanje neprekidnog dijaloga, otvaranja problema, kritike, svađe, jaza, koji onda stvara društvenost. A mi danas u ovim državama toga nemamo. Mi živimo, jako me raduju promene u Makedoniji, samo moram nešto da kažem kao čovek koji imam iskustvo 5. oktobra. To je tačka u kojoj ja imam mrtvog premijera, zato što ljudi baš nisu uvek spremni na promene i zato to nikome ne želim, naravno, i zato što su administracije, ostali elementi društva do te mere se ušančili u ono što su učunačili, a osim toga korupcija je nešto što steže naša društva neverovatno. Dakle, jedan od zadataka otvorenog društva je da izađe na kraj sa korupcijom. Ukoliko je to moguće, svim sredstvima. I da zaključim, jer tako, Slavice, treba ići prema kraju, jer tako? Emilija ti je. Emilija. Ne sam zvonila. Dobro. Ono što je takođe, odnosno u ovaj kontekst o kome govorim, spada još nešto, a to je nikada više svetu nije bilo potrebno novih ideja kako ćemo da živimo. Sa padom i izjednačavanjem ideje totalitarizma, gde su isto i nacizam i komunizam, došlo je do prepletaja koji su nas zavukli u vrlo važne teorijske i praktične probleme. Jedanput smo pobedili. U Srbiji su sada trenutno pobedili četnici, ljudi. Rekonstrukcija istorije je apsolutno zastrašujuća u prilog lansiranja identiteta i novih državnosti koje smo stekli. Nema partizana na proslavi. Nema. Obukli su uniforme iz Prvog svetskog rata. Spomenici se pretvaraju. Vi vrlo dobro znate. Pretpostavljam da me Slavica Inđevska zvala na ovaj skup iz jednog razloga. Ja se sećam. Ja imam pamćenje. Ja imam sećanje, što znači da sam svedokom ovih 25 godina i znatno duže. Niko ne voli svedoke. Nove vlasti ne vole oni koji pamte. Neguje se kultura zaborava i naši su mladi ljudi u bedaku, ne svi, ali potpuno ljudi, ne znam, evo vam anketa gde možete da proizvedete lažni identitet u roku od 10 godina, a zamislite ono što istoričari zovu procesima dugog trajanja. Zato je studenti Beogradskog univerziteta se školuju za zapošljivost. Zapošljivost. To be employed. Ali gde je taj posao za koji su oni zapošljivi? Tog posla nema. I oni treba da bi ostali u zemlji da smisle taj posao. Ali kako da ga smisle ukoliko se obrazuju da budu poslušni? Poslušan i podoban čovek ne smišlja, nije autor. Evropski koncepti sada koji se često javljaju, izvinite, malo govorim, ne mogu da pravim razlike, idu na uništenje ideja i intelekta, što znači idu na uništenje otpora. U svakom projektu vi imate uravnjivanje, što bi rekao Fromm, društvo jednakosti iskupljuje se po cenu jednoličnosti. Mislim, pravo da vam kažem, ponegde da se rodi Giordano Bruno i da kaže ja imam genijalno otkriće,
oni bi rekli, jer to nije tolerantno, mislim, ne znam kako to je edukacija, korporacija, interpretacija, sanacija, asanacija, mislim, to je, ono što vidite tu laž, to je u neverovatnom jeziku. Mi smo se nešto, kao su se naše države borile za neke nacionalne identitete. Mi smo danas postkolonijalna društva. To je jedan zagađeni jezik koji više nije ni autentični, ni naš jezik apropo identiteta, nego je nekakav pidgin English, mislim, nemate u Beogradu nečeg što se zove srpsko-hrvatskim srpskim jezikom. Ja sam potpisala i deklaracije o zajedničkom jeziku koja je izazvala opšti slom i nervne napade u ovim našim državama. I bosanska, crnogorsko, bosansko, srpsko, hrvatski, to je zajednički jezik, mislim, pa sad neka pukne gde pukne. E sad, evo šta je, dakle, ono za što se čovek mora založiti je otvorenost koja počiva na autorstvu, jer nema posla bez toga. I nema posla, a autorstvo je vezano sa protestom, sa pobunom, sa kreacijom. Nema kreacija koja može biti podobna. Dakle, sve su kreacije, stvaranje nečeg novog. A ako mi to ne stimulišemo, mislim, ako ne radimo na tome da se to postigne, onda će ljudi odlaziti jer ne znaju kako da izmisle ono što će ih negde zadržati, jer su vaspitavani da budu podobni, pristojni, da budu kao drugi, da sve žene budu jednake, da sve imaju iste frizure, da sve imaju napumpane usne, da sve imaju visoke štikle, da sve imaju ovo. Pogledajte samo koji je danas položaj žena. Dakle, mislim, otvoreno društvo koje, ja sam direktor Centra za kulturnu dekontaminaciju, napravili smo se protiv nacionalizma, protiv ksenofobije, protiv rasizma, protiv svega onoga što se danas još dolaskom izbeglica povećava. Što bi rekao Srećko Horvat, mi smo jedan, kako se zove onaj što se nasukao, Concord, onaj ludak što je vozio, onaj kruzer pa se, Costa Concordia. Mi smo ljudi neko ko živi, dakle, između kruzera na kojima se putuje, dakle, to je jedan veliki brod koji je all inclusive. Kad čujem all inclusive je da se čovek ubije. Mi smo deo društva koje je all inclusive, a istovremeno putuju gore izbeglice na gumenim čamcima. To je današnji svet. Za taj svet nama trebaju nove ideje, trebaju nam nove utopije, trebaju nam novi predlozi kako da živimo između tog kruzera all inclusive i ovoga kada plivamo na čamcima, i to je smisao otvorenog društva. Otvoreno društvo je dijalog, otvoreno društvo je permanentni razgovor, otvoreno društvo je jedinstvo suprotnosti, ako hoćete dijalektiku. Dakle, to je ono što slobodan čovek može da se založi, odnosno ideja je da budemo slobodni ljudi. A slobodni ljudi ne mogu bez autorskog i autentičnog mišljenja koje se stvara u produktivnim organizacijama, tamo gde možeš nešto da napraviš, predstavu, izložbu, što je naše poljoprivredu, da nešto raste i jednog umrtljenog sveta u kome se samo trguje sa već postojećim. Dakle, evo, to je neka moja definicija ovoga i još jedan put se zahvaljujem što ste me saslušali danas. Благодарам. Владимир Мирчин, повелете. Jo, Vlado, izvinite. Ništa brka. Dobar den. За разлика од оние кои мислат дека работата во Македонија е завршена во корист на отвореното општество, јас не мислам така. Мислам дека нас не чека долг и трновит пат за да го одбраниме она што е досега освоено, па евентуално потоа да продолжиме понатаму. Вчера отворив на Фейсбук
постот на фондацијата со денешниот настан, постот е, мислам, насловот е, нели, има ли шанса отвореното општество. Притиснав на коментарите и на мене скокна: нема, Орбан вам ви треба да ве набрка, вие предавници и така натаму и така натаму. Да, тоа беше како, тоа просто можев да си го замислам како сцена од анимиран филм. Како тие физиономии таму, од кои се во најголем дел непрепознатливи, бидејќи се прекриени маски и така натаму, инкогнито, што би рекле, нели, во кај Гоголј, како доаѓа тие таму инспекторите, генерални инспекторите во книжевноста класична руска, инкогнито се појавуваат и тогаш станува, нели, лом. Така што јас мислам дека всушност, ако пред неколку години можевме да се подпираме на верувањето дека Европска Унија е наш сојузник, безрезервен, денес тоа веќе не можеме. Европска Унија е и Орбан, Европска Унија е и Качински, Европска Унија е и Хрватска и така натаму и така натаму. Европска Унија денес, да го заокружам, е многу помалку Европа отколку пред 10 години. Европска Унија веќе не е организација, сојуз, како сакате, која е најдобар репрезент на европските идеи. Мислам дека тука не треба да имаме илузии. Ќе ви дам уште еден пример. Белја е, знаете, кој ќе почнете многу да притискате по тоа Фејсбукот, за кој некогаш можевме да имаме илузии дека може да биде наша агора. Нели? Кај што ќе се одвива дебата, дискусија со аргументи, кај што луѓето нема да ставаат иницијали или да употребуваат шифри и така натаму. Фејсбукот денес е арена. Арена во која најчесто се судираат луѓе со идентитет, персонален идентитет, и луѓе кои покомотно се чувствуваат кои кријат својот идентитет. Па не ставаат ни име и презиме, ни професија. Значи, поона со прашањево има ли шанса отвореното, притиснав уште едно. Таму се појави дека Јанис Бутарис, градоначалникот на Солун или Тесалоники, бил нападнат и претепан, де факто, на еден јавен настан во Солун кој требало да биде всушност против расизмот. Тој е нападнат како предавник и однесен во болница. Значи, предавник во врска со името, предавник во врска со искривување на доминантната, официјалната верзија за размената на населението меѓу Турција и Грција, нели, по 23-та година, кој тие го нарекуваат геноцид на пондите, ама не спомнуваат што им се случувало на турците. И така натаму, и така натаму. Значи, и си помислив, човече, овој Јанис Бутарис беше еден од првите луѓе кој ни дојде, кој побара средба во фондацијата. Уште бевме тогаш онаму на крстопат од Рузвелтова и Партизанска. Онаа зграда. И се обиде да види дали може најде партнери со кои ќе се прави некаков мост. Потоа Јанис Бутарис учествуваше на една конференција за мултикултурализмот, што фондација организираше, ако некои се сеќаваат. Еве што се случува всушност, нели? И сега најнаш Јанис Бутарис е нападнат, имаше и по Скопје нападнати протагонисти на мултикултурализмот. Јанис Бутарис е нападнат заради тоа што една од најстрашните формулации таму што ја видов е нападнат поради тоа што тој ја руинира идејата дека една цела Грција им припаѓа само на грците и на никој друг. Грција е членка на Европска Унија, така? Значи, да ја додадеме и неа
на оваа листа на земји кои всушност со своите политики и практики комплетно ја руинира, ја минира европската идеја. Значи, каде сме сега ние, во која точка сме? Ние сме сега во точка кога преживеавме. Тоа е за мене најдобрата дефиниција на тоа ништо поминавме и каде сме сега. И ние сега имаме некакви шанси. Кој е прашање како ќе ги искористиме. Ќе ги искористиме ли така што ќе се опуштиме, на што немаме право? Ние овде немаме право на опуштање. И прашањето е токму во тоа колку други граѓани на Македонија ќе мобилизираме на таа основа, дека не смееме да чекаме некој друг, некој од озгора, владата, парламентот, да ни ги решат проблемите и да ни гарантираат дека ова што е направено нема да биде загрозено, нема да биде истргувано и така натаму, и така натаму. Нема да биде изманипулирано и да не одам понатаму. Значи, обврската, мислам дека денес е поголема отколку кога иде. Обврската која значи, ако се откажеме од идејата дека во културата и образованието е главниот предизвик, дека без сериозна реформа во тие две области кои треба почнат да испорачуваат други вредности, поинакви вредности од овие што ги имавме во последните 11-12 години, дека ние битката сме изгубиле дефинитивно и за секогаш. Зашто откако неколку генерации ќе бидат интелектуално кастрирани, што се случуваше, што ние го гледавме, и ќе ви дадам на крај на мојата дискусија еден пример многу пластичен за тоа, шокантен. Борка Патем Виделчева, Борка сношти ми кажува дека гледала некој документарец, кога беше на школата култура и политика во Берово, документарец на МРТВ, кој комплетно изобличено ја прикажувал историјата на Југославија, на СФРЈ и на ФНР предходно. Не знам дали знаете кој е Петар Шанданов. Предпоставувам дека малцина знаете. Петар Шанданов е делегат на оснивачкото собрание на АСНОМ. Значи, па сега дојдовме на Илинден. Оној, 2 август 44. Потоа избран и за член на президиумот на АСНОМ. Негде 48 и 49 се враќа во Бугарија, или бега во Бугарија, не знам, не можам да тврдам. Предходно, тој е член живее во Бугарија како член на задграничното председателство на ВМРО, кое и учествува во прочуената Вартоломејска ноќ во Горна Џумаја, кога крилото на Ванчо Михајлов врши елиминација на крилото на Протогеров и левичарите, обвинувајќи ги дека се виновни за убиството на Тодор Александров. Гледам како ме гледате со изненаденост. Пазите, спомените на Петар Шанданов се пишувани на македонски. Не се објавени во Бугарија. Во 2002 година се објавени во Скопје, во издание на Државниот архив и Институтот за национална историја. Главен уредник е покојниот директор на Државниот архив Зоран Тодоровски. И сега земам да го читам предговорот. И во предговорот тој пишува. Тоа е да не ве давам сега со целата биографија и историјата, меѓутоа финалната реченица е фасцинантна.
Последната реченица во предговорот гласи приближно вака. Спомените на Петар Шанданов се објавени без какви да ја измени, освен таму каде што јас сметав дека е неопходно. Точка. Пазете, нема нигде назнака. Нема фуснота. На кое место е таму, кога читаш после текстот? На кое место е интервенирано? Не дај Боже, зошто да објасни? Пазите, ова е значи двете институции, клучни институции. Државниот архив и Институтот за национална историја. Можете да мислите што уште таму има во нивните изданија. Јас не се занимавам со историчар, ама бев многу љубопитен за неговата судбина, за Петар Шанданов, и затоа ми требаше еден ден, заедно со мојата сопруга, да ја најдеме книгата, која е комплетно финансирана од државен буџет, а се продава по цена од 900 денари, мек повес. Тоа е скапо овде, Борка, 900 денари, тоа е висока цена. И сега можете да мислите вие, кој тоа може да си дозволи во овие времиња да ја купи таа книга? Кој му дозволил на газдата на книгоиздателството, како беше тоа, на Силјан? Така, да бапне таква цена, пазете, на книга која е комплетно субвенционирана со државни пари. Таму сме ние. И мислам дека таму треба длабоко орање. Прво, кој знае колку такви изданија се цензурирани просто по лична волја на некој. Со таква историја ние се бориме. И во истражувањата, затоа имаме такви резултати. Ние треба да се сетиме на ова. Приказната за Александар ја почна Васил Тупурковски. Големи пари се спечалија на огромните тиражи на книгите за Александар Македонски, кои потоа беа делени нели по школи и така натаму и така натаму. Тогаш беше посеан отровот. Како што во Грција имаше еден човек кој беше заслужен за ова, се вика генерал Капелариу, шефот на разузнавачката служба, контраразузнавачката служба, која почнува, ја сугерира и ја почнува целата офанзива, кампања за преименување во Грција и се почеста употреба на терминот Македонија. Тоа е инженеринг. Значи, ако во нешто сме слични со Република Грција, тогаш што е токму во тој инженеринг. Ама инженерингот очигледно не останува само на Балканот, туку е и горе на север, до Централна и Западна Европа, кај што е нели срцето на Европска Унија. Вклучително со растечкиот антисемитизам. Тоа е трендот. Тоа е тренд кој е исклучително опасен. И тоа е Сорос. Да. Тоа е Сорос, затоа он таргет покрај другите работи и затоа сите што работат во фондациите на Сорос или соработуваат со фондациите на Сорос се предавници, петта колона, масони и така натаму и така натаму. Така што моќта на во бројки и во маса на поборниците на таа светска конспирација расте се повеќе. Нашата моќ не сум сигурен дека расте. И тука би завршил. Благодарам, Емили. Говорник, повезират Пајазити, повелете. Благодарам. Thank you. I suppose it's... Благодарам. Мислам дека е премногу тешко да се зборува на оваа сесија, затоа што веројатно сте веќе изморени. След имаме една сентенца која што користиме, flexible use of languages. Ќе до тот шфрицим. Што значи
употреба, флексибилна употреба на јазиците. Добро нам дошли. Јас сам бивши студент Сараевски и Хасан Кикич, библиотека до Милјацке била е моја други дом или друга моја куќа. Мислам дека на крајот од сесијата настапуваме многу дефетистички или песимистички. Но тоа е нашата реалност. Се зборуваше за New Global Order, а сега сме во фазата на New Global Disorder. Го имаме Орбан, имаме Лега Норде, го имаме Вилдерс, го имаме ИСИС. Значи во глобални рамки сме во еден степен или во едно ниво на социолошки гледано социјален дефетизам. Тоа може да го заклучиме и во микроперспектива, бидејќи показатели, индикатори имаме колку што сакаме. Но имаме и позитивни пораки, како што ви кажав, нели, Штуловиот универзитет е success story или успешна приказна во Република Македонија, каде што образованието се одвива на 3 јазика, значи јазик на лингуа франка или на лингуа сакра на глобализацијата на англиски, на албански и на македонски. Студентите значи одговараат, учат и ги положуваат своите испити на сите овие 3 јазика. Исто така имаме и Алсат телевизијата. Телевизија која што случајно директорот на таа телевизија е мој кандидат во докторските студии и зборуваше дека според мерењата, квантитативните мерења, има висока гледаност и кај македонската популација. Да, ние сме divided society, ние сме поделено општество, но треба да стремиме кон мултикултурно општество или отворено општество. Јас уште во 2008 година или 2007 поточно учествував на една конференција која што покасно се укнижи и која што е печатена "Мултикултурализам модерн во настанување", што значи дека нуклеусот на мултикултурализмот или темелите на мултикултурализмот се трудиме да ги поставиме, но мултикултурализмот е во сршта на ова општество. Јас сум превел една книга од англиски на една професорка која што живее во Соединетите Американски држави, која што е мажена за американец, родена во Измир, а потеклото е од Битола. Книгата се вика Shadow Genealogies или генеалогии сенки или идентитети сенки, во која што таа зборува за 70-тите години и за Јаја Пашината џамија, каде што заедно Доган, Асан и Шчиприм играле околу џамијата, Султан Муратовата, ова Јаја Пашината џамија. Потоа дава еден пример од 50-тите години, кога немало брашно, значи оскудица од брашно, и дава еден многу убав пример, кога еден албанец, Шехерлија, а Шехерлија значи козмополита, за да се добие тој епитет на граѓани на Скопје, требало 42 години да поминат, според традицијата или историјата. Во таа оскудица на брашно снемало и бурек во Скопската чаршија. Албанецот зел една лира и му дал на својот син и рекол: однеси ја лирата до мајсторот на бурек, кој што е македонец, бидејќи ние сме навикнати да јадеме квалитетен бурек. Што зборува за интеракцијата во нашето општество некогаш. Да, ние имаме 10 години или 11 години, како што спомна колегата Јанев, имаме еден вакуум, имаме еден тоталитаризам, имаме една поделба и на градот Скопје. Од кај стигнаме? Од Кензо Танге, од проектот за отворен град, стигнаме на Капитал. Јас во една статија објавена
на англиски јазик, насловот на статијата го имам ставено Capital Division and Ethno-Urbanization in Macedonian Way. Требаше да кажам in Gruevskian way. Значи, како се дели Скопје, значи 63-та, луѓето проектирале една иднина на отворен град, тоест едно отворено општество. И стигнавме да имаме еден берлински зид помеѓу двата предели на Скопје. Старата чаршија, која што е символ на кохабитацијата, на конвивиенцијата, која што има во себе дел од така наречениот отомански мултикултурализам, каде што ние сите врвиме и фала Богу во последните години, особено сега гледам дека луѓето веќе поминуваат и од оваа страна на Вардар, бидејќи брейнвошот кој што беше направен, јас во една моја статија, јас пишувам колумни, и во една статија прочитав дека еден странски амбасадор чул дека во Скопје се прави најдобриот бурек во Скопје, јас не верувам, во Сараево се прави најдобриот бурек, и човекот сакал ноќе, не знам во колку сатот, да помине од оваа страна за да купи бурек. И нарацијата, знаете, што е, за да се најаде. Нарацијата била дека од таа страна не се поминува, бидејќи ако поминете таму е дивиот запад. Значи, ова исто им се клјока на луѓето во своите глави, а и на странците. А нашата култура е култура, пред почетокот на оваа сесија разговараме со професорот Јанев за комши капиџик терминот. Значи да се биде комшија и да се има капиџик, значи флуктуација, значи циркулација на идеи, на луѓе. Бурџо Аканелис во својата книга вели дека во традиционално Тетово се можело од едниот крај до другиот крај на градот да се поминува само низ капиџик, што значи дека биле луѓето отворени, транспарентни, немале во своите глави страв од другиот и од другоста. Ние сме направиле, сме демонизирале, сме го сатанизирале другиот. Затоа и живееме во една ваква состојба каде што културата на протестот, фала Богу, успеа од тронот да симне една илиберална демократија во Фарид Зекерова смисла. Еден султанизам имавме ние македонски, кој што, замислете, и во градот Скопје, низ градот имаме билборди каде што пишуваше азбуката на градот. И може да замислите азбуката на градот, А, Б и В, на градот се објекти кои што се изградени 2011, 2012, а не се азбуката на градот објекти кои што датираат од 15-тиот, 16-тиот, 17-тиот век. Ова е контрадиктио ин аджекто, ова е абсурдом суи генерис. Тоа го имате и во каталозите, го имате и во милениумскиот крст, кога ќе отидете, имате чарт или карта на објекти кои што значи го сочинуваат рветниот столб на градот Скопје. Нас ни треба значи еден менталитет кој што ќе еволуира и јас верувам во латинската изрека per aspera ad astra, преко трње до звезда. Значи, ние можеме да изградиме отворено општество. Јас за прв пат денес го слушнам изразот затворено општество. Јас не верувам во затвореното општество, бидејќи како што вели, затвореното општество е само за клонирани луѓе. Марко Мартинело, еве, овдека ќе ви покажам, Мартинело што вели, само клонирањето на луѓето според една матрица може да креира монокултурни и моноидентитарни или моноидентитетни општества. Значи луѓето не се доли, не може да се клонираат и затоа не може да имаме ние монокултурно или моноетничко општество. Моделот бил во настанување, еволуција, треба сите да помогнеме според формулата на United Colors of Benetton, значи да ги имаме
сите бои, или како што вели еден мој професор, свети бои лепо стое. Значи, сите бои ти стојат добро. И нема да теоретизирам, јас ќе дадам уште податоци, бидејќи започнаме со квантитативни податоци, јас умислата ја имав да започнеме со мал теоретски пристап, а потоа со квантитативни податоци, ќе завршам веднаш сега само од две истражувања. Едното е направено со младенска популација, јувенилна популација во Тетово и во Скопје, како комуницираат и колку комуницираат младите. Најмногу комуницираат во универзитетските амфитеатри и во кафичи, а најмалку во нивното обично секојдневие. Значи, многу ретки се комуникациите помеѓу младата популација. 36% комбинира со 25%, тоа се 61%, значи 2/3 од младите воопшто не комуницираат меѓу себе. И уште нешто заборавив да кажам, ние сме религиоцентрично општество. Ако главен авторитет е Господ, ако ви се градат сегде крстови, ако ви излегува поглаварот на верската заедница во една ултрамилитантна слика на исламската верска заедница, тогаш може да констатираме дека и клерот или клерикалците не ја играат нивната позитивна улога во врска со креирањето на позитивната култура. Ево дека гледаме дека кај албанците најважен елемент од идентитетот е религијата, додека кај македонската млада популација е државниот идентитет. И едно истражување во 4 општини направено, Ѓорче, Петров, Сарај, Чучер, Сандево и Чаир. Мојата ипотеза вистинска дека македонците, тоест граѓаните на Македонија се едно од најрелигиозните општества во светот. Дали купувате, дали одите во ресторани од другата етничка припадност, најотворени се турците, па потоа ромите, па потоа албанците и гледате самите гледате. Има и позитивни примери, еве например овдека со спотот освоене лавот во Кан, со спотот 10 метри одвоени, значи мешовити бракови, 74% и 3/3 велат дека тоа е избор на луѓето, не треба тоа да се детерминира од екстерно или од надвор. Општините не прават за мултикултурализмот, според ова истражување, направено со 300 респонденти, и на крајот од овие податоци што ги имаме од Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, многу еден важен податок за мене беше дали за верската кауза 37%, тоа е скоро 40%, својата вера ја поимаат како највисока должност, и од тука и причина заради која вреди да се војува. Ова е катастрофа, нели? За религиозната кауза може и да се војува. Дали може да станеме една балканска Белгија? Јас многу би сакал да бидеме една држава мултикултурна, а не поделена како Белгија, која што е поделена според етнички конотации. Јас би сакал да бидеме едно што Хабермас што вели rational society или рационално општество, и сите да живееме во просперитет и да коабитираме, да коегзистираме и да живееме едни со други, а не едни до други. Благодарам. Благодарам. Сега имаме многу кусо време всушност за коментари и прашања, но повелете. Повелете. Благодарам, Мирдита. Добар дан. Пошто овдека сум од причина што се луѓе од кои научив нешто. Научив за правото да се борам за заедницата, за општеството. Јас сум Ашмет Елизовски, македонец, по ромска националност,
И неам зборови како да направам, но затоа направив нешто што мислам ке можам на господин Милчин да му се одолжам, бидејќи далечната 97 година ја бев ученик, можам да кажам искрено, научив многу, успеав да блокирам многу државници и познат сум во Европа како еден радикалист, но не сум радикалист, туку сум борец за човекови права, а она што го кажавте, јас би кажал дека навистина Македонија се наоѓа во едно утопистичко гледано, немаме реално живење и сум поддржуваш на тоа. Не можам, неам зборови, само сакам на господин Милчев да му поклонам ова со зборови, пишува благодарам, thanks, ме посрами баш. Ашмет прв се пријави за дискусија уште кога ја објавивме програмата. Ова би сакал да ја дам на новата директорка да ги следи ставките на господин Милчин. Ова господино слушнав имавте гостин, па јас нарачав само две. Ама имавте гостин, мислам, дојде некој од Њур. Дали е тука господинот или си заминал? Ако си заминал, некој му е среден пат, тогаш за мојата драга Славица, навистина, немам зборови. Значи, ја и Патрик исто. Сега имам едно прашање, кратко. Повелете. Дали е во ред што од започнувањето на овие промени од шарената револуција па до денес, па до новата влада, во јавноста да се зборува и да учествуваат едни исти аналитичари и да се зборува само македонски, и за македонците учествуваат и албанци. Дали ние сите останати не сме отфрлени? Ја не велам дискриминирани. Отфрлени, како да не постоиме. Не бараат само за избори. Ама ако бидна следни избори, не знам дали ќе учествувам. Благодарам. До кого ви е прашањето конкретно или воопшто до... Воопшто кој ќе сака да одговори на ова прашање? Не знам ја дали ќе учествувам на следните избори. Ашмет. Нема. Ја мислам дека овде нема луѓе кои се одговорни за таквиот однос, ниту па луѓе кои може да помогнат таквиот однос да се подобри. Адресата, то требаше премиерот која беше тука да го прашаш. Или да побараш средба, па да разговараш со него. Побарај средба во име на ромските невладени организации. Благодарам. Гюнер Исмаил, повелете. Добар ден. Прво уште еднаш честитки, веќе испочеститав во овие неколку дена или неколку пати. И се разбира, убав е денот, убави работи слушнавме, оптимизмот се уште доминира и тоа е до некаде корисна алатка за она што не очекува во иднината. Но јас сакам да подсетам на тоа дека меѓу другото работата на отвореното општество или организациите или луѓето кои што се поврзуваат со идеите за отворено општество е и да предвидуваат што може да ги очекува нели утре. Јас морам да признам дека во оваа година дена откако нели се стекнавме со некакви предуслови да градиме можеби послободна некаква структура општествена, морам да признам дека диагнозите до кои што дојдовме, бидејќи некои работи не можевме да ги видиме во изминатите 10-11 години, не ме прави многу оптимист, односно ме тера да апелирам, а и сам да бидам во оние кои што ќе бидат онака интензивно мобилизирани за она што не очекува утре. Имено, свикнавме веќе Македонија да живее од некаков си клучен датум до некаков си клучен датум. И сега нели сите ние живееме во очекување на тоа како ќе се реши
името, односно како ние на следниот самит на НАТО, на Европска Унија, веќе ќе добиеме, не знам, датум за преговори или покана за членство, а после тоа ќе видиме. Се разбира, после тоа ќе видиме е многу важно. Важно е затоа што во оваа година успеавме што? Делимично да видиме само колку ни е растурена куќата и со каков материјал располагаме, како прво. Второ, успеавме да видиме дека оваа земја се уште е удобна и комфортна за криминалците. Успеавме да видиме дека се уште важи принципот на неказнивост. Успеавме да видиме дека безобразлукот на државната администрација или на преполната државна администрација се уште тече, се разбира можеби на подискретен начин, но тече. И, за жал, успеваме да видиме дека презафатената нова администрација или презафатената нова структура на власт, преокупирана со учество во решавањето на белосветските работи, како да ги запоставува вредностите врз основа на кои што изодевме толку километри по улици. И други работи нели правевме. Тоа нешто е што ме загрижува, ме мобилизира и ме тера вака сега да земам збор и да замолам да оваа свечена атмосфера или овие свечени денови сепак да не ја заборавиме нашата главна работа и главна задача. Вредностите за кои што сме се определиле се секогаш под закана и ќе бидат под закана. Особено после така наречените клучни датуми во кои што во Македонија барем искуството не учи, настапува сезона на слободен лов. И тогаш настанува сезоната на опуштање и настанува сезоната во која што нели бојата на парите е клучната боја и клучната идеја. Благодарам. Благодарам. Благодарам за интересната дискусија. Дали имаме други коментари? Благодарам, ова ми е за... Значи, наменето ми е, бидејќи двајцата го представивте, значи за Емилија Симовска и за Горан Јанов продолжим, и таа повеќе за Емилија Симовска, бидејќи она вие првиот дел се состои моето прашање. Значи, јас би се надоврзал на претходниот говорник, мислам дека методолошки општеството погрешно се сваќа се уште, и тоа мислам дека се гледа и од ова истражување, бидејќи се вели дека драконските казни ја стимулираат подчинитоста, меѓутоа напротив, најотворени општества се оние каде што и најбогати воедно, се оние каде што најмногу се почитува, значи, слободниот граѓанин, правилниот граѓанин, граѓанинот кој што не се огрешил од законот, за разлика од кај нас. Така што мислам дека методолошки ви објаснете ми таа двојност на цивилизацијата за да ме уверите дека ја разбирате. Бидејќи да речеме до крајот на 19 век во Франција смртна казна се изречувала за сите оние кои што се невработени, дури за малолетниците. 16 малолетници се осудени на гилотина, меѓутоа таа оние не го сваќале како авторитарно. Сега ставам еден вака за да запомните, еве да речеме ние земјите од индонезискиот архипелаг, да речеме забрането е мастики да се продаваат, а за консумирање, а не за препродавање на дрога, има смртна казна. Меѓутоа, овие се сметат за многу, и да не зборуваме и за овие можеби Америка, кој што исто така има многу строго законодавство. Така што не знам зошто го изедначувате подчинитоста со строгоста на законите. Напротив, колку повеќе се спроведуваат законите, толку е помала подчинитоста, бидејќи криминалците не се меѓу честните граѓани, како што е тоа случај сега. Благодарам. Благодарам на Акусо. Значи, субмисивноста, потребата од казнување е еден од индикаторите во скалите за мерење на вредности според Адорно кои се аплицирани во овој проект. Не би имала време да ви ги образлагам скалите, тоа е причината, методолошка.
зошто е тоа така како што е. Не е моја измислица, веќе со... Благодарам. Друг? Здраво, јас сум Дарко Стојчевски. Сакам да се надоврзам во врска со мултикултурализм. Јас доаѓам од другата страна на Скопје. Така го вика. Доаѓам од Чаир. И знам дека моите комшии, кога и да треба, каде и да треба, тука се. Не се македонци, се од другата националност. За жал, многу период ова траеше. Буквално не разделија секако. Дали на етнички, дали на верски, дали на некој друг начин. Ова премногу долго траеше и треба како невладини организации да делуваме директно кон граѓаните. Значи, поблиски да бидеме некако, да делуваме, зашто ова премногу траеше и стварно треба работа. Точно е, работата, дуќаните навечер од другата страна на Вардар или било што друго. Ама мора да бидеме заедно сите. Да кажеме дека ова општество може да функционира. Ви благодарам. Благодарам, верувам дека сите панелисти ќе се согласат со тоа што вие го предложивте. Накусо уште еден говорник го имале, бидејќи времето е... Миша Попович. Мене ми се допадна забелешката дека културата и образованието се многу важни фактори кои што можат да помогнат отвореното општество да има шанса. Меѓутоа, мислам дека тоа што барем го забележав на панелот е отсуството на економскиот фактор, односно благосостојбата, односно екстремната сиромаштија, која што всушност ги става луѓето во еден преживувачки мод, кои што се заинтересирани само за себе, не во смисла на себичност, туку во смисла на преживување, и кои што всушност мора да одат онака како што неформалните правила на општеството им кажуваат, а тоа е дека мора да се слуша, оној што може да ви заврши работа, оној кој што може да ви обезбеди нешто, и едноставно вие, вашиот суверенитет, не го инвестирате, него го предавате некому, кој што понатаму ве води. Благодарам. Ја земаме во обзир секако забелешката дека отсуствува тој момент на оваа сесија. Уште едно кусове... Дали може да видиме уште едно прашање, па потоа да дадеме можност за куси коментари, ако... Не е ова прашање, ова ќе споделам лично искуство. Значи, од 1998 година до 2002 година работев во полето на мултикултуризмот и подобрување на релациите помеѓу етничките групи во Македонија. И од лично искуство, као граѓански активиста, као вработен на невладен сектор, ќе ви кажам дека ние невладините организации треба да се бориме против политичките партии, кои што го шират етничкиот, религискиот основ за креирање на политика од држава. Како човек кој што работеше постконфликтна стабилизација на Тетовски регион 2001 година, идев од врата на врата и разговарав и со македонци и со албанци по руралните средини, затоа што најмногу беа атакувани тие, најмногу беа врбувани тие граѓани. Научив една лекција. Луѓето не се беа поделени на етничка основа. Политичките партии ги има поделено. Политиките кои што ги креираа луѓето кои што држаа високи државни функции. Значи, борбата на невладиниот сектор за промоција на мултикултуризмот, без разлика дали е во Македонија или во било каде во светот, е борба против политиките кои што ги креираат политичките партии. Охридскиот рамковен договор беше само сол на раната што ја ставија и уште толку го подели општеството. Има многу работа тие што треба да работат на сближување на етничките групи. Мислам дека во таа насока треба да размислува. Благодарам.
Може да резимираме тука. Борка, вие сакавте да искоментирате нешто? Naravno da je podela na jako siromašne i ekstremno bogate. Skoro je londonski Financial Times doneo da je to na nivou Evrope iz 830. Dakle, iz vremena Charlesa Dickensa. Otprilike je takva podela i da je to zapravo osnova i populizma paradoksalnog. Međutim, ja ne vidim da se to može rešiti, odnosno da se može smanjiti taj jaz, pa naravno mislim da se može smanjiti revolucijom, ali to je sad drugi problem, i neposrednim učešćem, neposrednom demokratijom. Međutim, mislim da je jako važno da primetimo da to nisu nadležni ni eksperti, ni PR-ovi, ni brendovi, ni trendovi, nego pokretanje proizvodnje koje se pak ne može pokrenuti bez obrazovanja. I zato mislim da je to temeljno. Nas su učili u poslednje vreme da postoje popovi koji se staraju o našim dušama, kao što vidimo. I lopovi. I lopovi. A to su popovi i eksperti. Ono što je, čini mi se, važno za otvoreno društvo, što se jede. Filozofija se jede. Mi smo odgajani da mislimo da to nije korisno. Svet korisnosti neće nas spasiti od ovog preživljavanja. Tako da mislim, zalažem se za, odnosno mislim da je ta teza o obrazovanju u jednom složenom smislu mnogo, jako bitna danas da bi se upravo smanjio taj jaz, odnosno da bi se izašlo iz toga sveta, a da se ne pobijemo, odnosno da nemamo revoluciju. Само една реченица. Благодарам. Добро, но има сега една тенденција, мислам дека е таа приближно 10-11 месеци стара и таа заслужува внимание. Јас се уште не разбирам во што е кваката, а тоа е терминот мултикултурализам да се замени со интеркултурализам. Da, to je Stuart Hill, to je promenjeno. Тоа би било многу интересно, мислам дека би била тема за еден сериозен вака јавен разговор, да. Добро, ама мислам дека дури пред да се пресече дилемата, пред некој во оваа држава да одлучи, ма мене ми е страв дека тоа ќе го направат преку колена, што е прифатливо политички, а што не е прифатливо политички, дека ќе биде доцна. Da, ja sam Ќе видиме, ќе jedan забележиме. od autora, jer je to Evropska kulturna fondacija, bio je Stuart Hall, koji je prvi počeo da pretvara, ima tome od 2008. taj termin multikulturalnost koji uvek znači granica. Kad vam neko kaže multikulturalnost, on misli na granicu. U interkulturalnost, ovo što je rekao Vlado, to bi bilo strašno zanimljivo napraviti taj skup. Благодарам. Сосем акусто на крајот Горан Јанев и со тоа завршувам. Благодарам на Миша за интервенцијата и на сите интервенции, бидејќи посочи еден битен момент. Оно од кое што патиме не е само тоа што имавме етнички партии и етнократија, туку што имаме партократија. Интересна е тенденцијата на растеж на популизмот во земји кои што во исто време додека се спроведува мерки за austerity measures, за осиромашување на средната класа. Значи, намалувањето на социјалната држава резултираше со пораст на популизмот. Дали ќе гледате кој е гласачкото тело на Трамп, дали ќе видите каде расте Орбан, каде растат сите популистички движења, е токму поради осиромашувањето на социјалното раслојување. Кај нас, кога ќе се претвори дека партијата е контролорот на ресурсите за преживување, тогаш тие имаат нормално вашата судбина во своите раце. Затоа се приклонувате на вашите партии. Играта одбивањето на мултикултурализмот во исто време коинцидира. Следеа 3 изјави на Камерон, Меркелка и Саркози. Тројцата пропоненти пред да не го најават austerity measures прогласија смрт на мултикултурализмот. Зошто? Бидејќи идентитетските политики, кога зборите за интеркултура, вие ги зацврстувате етничките групи како билијардски топчиња, кои што ќе се судираат едни со други и ќе ги барате своите етнички интереси.
И оттаму идентитетските игри се најлесно средство за манипулација со граѓаните во секое општество, не само во нашите кои што имаат неразвиена демократска култура и механизми. И затоа се игра на таа игра, затоа што да се може лопови да работат тоа што им треба, затоа им требаат попови и кои што ќе ги замајуваат луѓето во идентитетските рамки. Мислам дека тука негде сме затворени во кругот. Благодарам. Имаше многу комплексни теми и прашања што беа загатнати, навистина за 2 часа не е можно да ги покриеме сите, но благодарам и на панелистите за извонредните дискусии, за интересните коментари и прашања од публиката. Со тоа завршуваме оваа сесија.